Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Поздрав до сите вас кои ги следите содржините на Елиезер. Чекорите ли по патот на обновено? Верувам дека дел од вас веќе чекорат. Во ова издание ќе говорам повеќе за тоа што се случува кога се градат тврдини од лоши мисли. Останете заедно со мене. Won't you come unto me at the waters, come unto me at the waters, come unto me, oh your healing is found here with me. No pressure, no striving, come to the waters, come for your healing, come unto me, come unto me. Come and sit with me by the waters, here's your healing. Come and sit with me by the waters, here's your healing. Oh, come and sit with me by the waters, here's your healing. And come and sit with me by the waters, here's your healing. Мислите се составени од спомени. Спомените се детали на искуството, односно мислите се создадени од искуствата што сме ги имале или имаме. Од моментот кога се будиме, па си до моментот кога заспиваме, нашиот ум, нашето тело, акумулираат нови информации и искуства. Умот всушност е оној кој ги филтрира и обработува искуствата во магацинот на нашиот ум, во магацинот на нашето тело и во магацинот на нашиот мозок и во магацинот на секоја наша клетка. Мрежата што е изградена од спомените, мислите од одредено животно искуство и неговото влијание врз нашиот живот се претвориле како дел од нашиот живот, психички и физички. И колку повеќе размислуваме на тоа искуство, толку повеќе се вкоренува во нас, се гради како тврдина. Колку повеќе размислуваме на тоа, толку повеќе тоа нешто е активирано. Ако тоа доживување, искуство е повеќе од неколку месеци присутно во нас, тоа веќе станува навика и дел од нашето секојдневно функционирање. А знаеме дека за да се одвикнеме од нешто потребно ни е подолго време. Затоа, кога тогаш ќе треба да се соочиме со некои работи во животот. Колку повеќе збегнуваме, тоа повеќе расте. Ние не можеме да го промениме минатото или тоа што се случило, но можеме да го промениме влијанието на тоа искуство врз сегашноста и иднината. Дјаволот сака нашиот проблем да го направи наш идентитет.
Човек не смее да гледа назад, туку треба да го премине Црвеното море, како што го направија тоа израелците. Мора да се разруши тврдината, односно упориштето каде што престојува ѓаволот. Во Божиот збор одлично се опишува што е тоа тврдина. Имено, во второ послание до Коринтијаните 10 глава е наведено: зашто иако живееме во телото, не војуваме со телото. Зашто оружјето на нашето војување не е телесно, туку е силно во Бога за разурнување на тврдини. Па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога. И ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христос. Готови сме да казниме секаква непослушност, кога ќе се исполни нашата послушност. Упориште е место што е заградено како тврдина. Така што менталното упориште е тврдина од лаги што ѓаволот ги гради во нашиот ум и емоции. Тоа е место на заробеништво, ограничување, задржување, затворање во нашето мислење, што го невозможува искусувањето, доживувањето на сето она што небесниот татко го има за нас. Најчестите упоришта се стравот, гневот, одбивањето, депресијата, злоупотребата и себеомразата. Целта на ѓаволот е да изгради упориште, при што и без негово присуство поединецот да страда и да се измачува. На тој начин му оставаме простор да престојува. Затоа, многу е важно да се урнат тие тврдини. Во послание до Ефесијаните 4:27 е нагласено: не оставајте простор ѓаволот да действува. Се поставува прашањето: каков е нашиот духовен имунитет? Исто како имунитетот на нашиот организам, некој ќе се зарази од некој вирус, а некој не. Исто е со духовниот имунитет. Некој е поотпорен на одредена негативна мисла, емоција, ситуација или слично, а некој не. Духовниот имунитет се гради преку читање на Божиот збор, медитирање на истиот, молење, постење. Спиритуалниот имунитет ни дава сила да одиме по Божите патишта и да не се плашиме од злото. Ѓаволот сака да го уништи нашиот живот, но во исто време да го изгради нашиот светоглед. Тој користи мигови, ситуации за да изгради одреден светоглед. Понекогаш ќе го искористи она што е вистинито, само за да изгради упориште во нашиот ум. Исус Христос ја употребува вистината за да го руши упориштето. Еве друг пример. Постои риба која се нарекува баракуда и таа е предатор и се храни со други риби. Била ставена во аквариум и уште веднаш ги изела другите риби. Следниот ден и била ставена преграда од стакло и во другиот дел риби. Веднаш се активирала да ги зграпчи другите риби, но силно се удрила во преградата. Следниот ден го направила истото, но со послаб удар. Така и третиот ден. И заклучила дека не може да стигне до рибите и повеќе не се обидувала. После тоа, преградата била тргната, но таа не се осмелувала да плива во другиот дел од аквариумот. Зошто се однесувала вака? Истото го правиме и ние. Кога ќе паднеме многу пати и сме поразени, ѓаволот во исто време покрај нашето уништување гради погрешен светоглед. А што гради? Пораз. Со мислата не се обидувај повторно. Стравот се гради. Whatever you need, come ask of me. Whatever you need,
I promise you could never ask too much. I never get tired of hearing your voice. Whatever you need, come and ask of me. I want to hear your voice, and I never get tired. I never get tired of hearing you. So ask of me whatever you need. Just ask of me whatever you need. I love to hear your voice. So ask what you need. And I love to hear your voice. So ask what you need. Whatever it is, I'm listening to you. Whatever it is, I'm listening to you. You have my attention. You have my attention. I'm listening for you. Whatever you need, just ask of me, 'cause I'm listening. Whatever you need. Ништо се случува кога нашиот ум се менува. Тој преминува во магнет што го привлекува она што е во него, со она што е исполнет. Токму затоа и стихот гласи: не се огледувај со овој свет, туку трансформирај се преку обновувањето на умот. А ние мислиме дека прво небесниот татко треба да направи нешто за нас, за ние потоа да имаме позитивни мисли и живот. Но тоа е обратно. Дјаволот креирал ситуација за во нас да изгради упориште. Името на Исус Христос ги отстранува демоните, а упориштата се срушени од вистината на Исус Христос, Божиот збор. Но без знаење на вистината, незината употреба нема промена. Например, можеме да купиме најразлични сапуни, но доколку не ги употребиме, нечистотијата останува. Сапунот сам по себе не мие, не чисти. Или пак, лекот доколку стои во шишето нема никакво влијание врз нашето здравје. Но, ако го внесеме во нашиот организам, тогаш ќе има влијание и ефект. Ако сакаме да ги обоиме зидовите, треба да нанесеме боја, нели? Кантата со боја не ги бојадисуваат зидовите, туку незиното аплицирање на зидовите. Рушењето на менталните упоришта или тврдини не се случува одеднаш. Потребно е време. Тоа е процес. Тврдина не се гради одеднаш, нели? Така е и незиното рушење. Да дадам пример. Доколку имате простор кој го изнаемувате, станарите можете полесно да ги селите. Но за објектот да го разрушите ќе биде потребно време. Менталните концепти се всушност магнет. Го привлекуваме она со што сме исполнети. Што носиме во себе? Што привлекуваме? Зошто ни се случува нешто континуирано, повторно и повторно? За да се разруши менталната тврдина, потребно е да се уништи лагата дека ако се сменат моите околности, тогаш ќе го променам и мојот ум. Дали ќе чекаме сите луѓе околу нас да се променат, за ние да бидеме среќни и задоволни? Дали ќе чекаме околностите во средината да се променат, па ние конечно да бидеме опуштени и задоволни? Што е она што ја дефинира нашата благосостојба?
Ние им ја предаваме контролата на околностите на луѓето. Тоа значи дека другите се одговорни за моето расположение, за моите мисли, за моите постапки, за се останато. Ние велиме: Господи, промени го мојот брат, сопруг, сопруга, колега, шеф, роднина, средината и така натаму. Па потоа јас ќе го промена мојот ум. Ама Небесниот Татко ни говори дека мирот, радоста, задоволството доаѓа од Него, а не од околностите. Колку ги контролираме нашите мисли? Треба да знаеме дека ние не сме нашите мисли. Мислите доаѓаат и си одат. Нашиот ум е како дете, треба да биде трениран. Детето може да биде разгалено и затоа му е потребно воспитување. Дали сме свесни за нашите мисли? Кои мисли автоматски ни доаѓаат? Мисли на страф и сомнеш или мисли на сигурност и вера? Да ги заробиме нашите погрешни мисли, а не ние да бидеме заробеници на нашите мисли. Да ги тренираме нашите мисли, а не да им веруваме. Во Изреки 3 глава нагласено е: надевај се на Господ од се срце и не се потпирај врз твојот разум. Понекогаш, мислите може да не измамат. Да не го празниме умот, туку да го исполнуваме со вистината. Со се што го храниме нашиот ум станува наш светоглед. Што стои во нашата подсвест? Со тоа што го храниме нашиот свесен ум се складира во нашата подсвест и по автоматизам излегува на површина. Тука настапува обновата на умот, исполнување со нови мисли на вистина, со Божите мисли. Зашто ќе биде потребно време? Тоа не се случува преку ноќ. Божиот збор не укажува на празнење на умот, туку медитирај на Божиот збор дење и ноќе, што значи да се исполниме со вистината, за да нема простор за лагите на ѓаволот. Да го декларираме она во што веруваме, а не она што го чувствуваме. За да го обновиме умот, треба да престанеме да бидеме зависни од нашите чувства. Не треба да се подпираме на чувствата, туку треба да веруваме во Божиот збор. Животот не се менува чувствувајќи се подобро. Токму заради ова се јавуваат зависностите од никотин, алкохол, дрога и друго. Трагајќи во чувството за подобро, всушност поединецот паѓа во уште поголем амбис. Обновувањето на умот не е промена на моите чувства, туку промена на моите мисли и промена на мојот говор, а со тоа моите чувства ќе се синхронизираат со новата реалност. Да ја говориме вистината, а не она што чувствуваме. Она што е најважно да се знае следново. Не ги соборуваме погрешните мисли со други мисли, туку мислите ги соборуваме со зборови. Пример: ги одбивам тие мисли во името на Исус. Го завршувам ова издание со следнава молитва. Небесен Татко, го избирам Твојот збор за да го обновам мојот ум. Ја одбивам и отповикувам секоја лага од ѓаволот. Ја рушам секоја умствена тврдина во името на Исус. Се обврзувам на Твојот збор. Се обврзувам дека ќе ја говорам вистината. Се обврзувам да ги користам Твоите принципи. Ја уништувам секоја демонска лага во областа на моето здравје, во областа на финансиите, во областа на односите со луѓето. Се тренирам да мислам мисли на вера, да не живеам живот на страф, да не живеам живот на негативност, песимизам, да не живеам живот во кој постојано ќе очекувам ѓаволот да се појави, туку живеам живот во кој ќе очекувам да се појавиш Ти, Господи.
Да, очекувам добри работи да ми се случат, не дека сум оптимист, туку дека сум верник. Јас верувам во Тебе. И денес се одрекувам од секое негативно очекување. Се одрекувам од секој песимистички говор. Рамката на говор која не се синхронизира со вистината на Исус Христос. Господи, постави стража на мојата уста. Се покајувам за сите песимистички зборови на поплака, жалење, самосожалување. Нека моите зборови ја имаат во себе Твојата вистина, да те имаат Тебе, нека бидат исполнети со вера во Тебе, во моќното име на Исус Христос. Господи, се молам и за здравјето на мојот мозок. Помогни ми да се схранувам здраво, помогни ми да вежбам за мојот мозок да функционира совршено. Јас денес одбирам Твојот збор да ми биде духовна храна. Твојата вистина да ми биде духовна храна. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓорѓиевска Костадиновиќ, во соработка и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер